Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кочани обвини за партизација и злоупотреба на полицијата во случајот со повикување на информативен разговор на кандидат од нивната листа за советници. На пресконференцијата пред полициската станица беше речено дека се работи за пресметка и апсење на политички неистомисленици на власта. Најгрубо кршење на демократските принципи е кога кандидат за советник од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е приведен во полициската станица во Кочани. Запленето му е возило, телефони, како и списоци за измена на членовите на избирачки одбори, што ги предложи партијата, рече Лазо Митев, председател на Општинскиот комитет и носител на листата за советници на ВМРО-ДПМН. На пресконференцијата пред полициската станица во Кочани, тој обвини дека на таков начин Министерството за внатрешни работи се вклучило во политичката кампања на СДСМ. Свестете се, ова е невиден скандал. Како прво, приведеното лице се наоѓа на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН и во време на траење на политичка кампања му е невозможено да врши агитација и посета на гласачи од врата на врата. Со користење на институциите на системот, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН се става во нееднаква положба и се оневозможува презентирање на програмата на целосно легален и со закон предвиден начин. Како второ, со одземање на списоци за измена на лица, именувани за членови и заменици членови на избирачки одбори од партијата на ВМРО-ДПМН, се оневозможува партијата да направи измена на именувани лица, иако тоа е предвидено и дозволено од изборниот закон. Митев рече дека лицето кое е било повикано во полицијата било информирано дека е постапувано по анонимна пријава, поради што има сомневања дека тоа е вистина. Според него, нема основа за кривично дело, бидејќи се работело за активности во тек на предизборна кампања. Прашуваме, дали 6000 денари најдени кај татко и сопруг со поголема сума на пари, се поголема сума на пари, и ако е тоа така, дали да очекуваме апсење на пензионери кои можеме да ги видиме пред банките како ги земаат пензиите, или апсење на било кој друг која има оваа или слична сума кај себе. Дали СДС во Кочани воведува плаќање со бонови како во златното време на владење на СДС? На крајот од пресконференцијата, Митев рече дека вклучувањето на полициската станица во политичката кампања остава мрачна дамка на демократијата во Кочани и во Македонија. Порача дека за ваквата партизација и злоупотреба на институциите ќе биде побарана одговорност. Кандидатот за градоначалник, подржан од коалицијата на СДСМ Николчо Илиев, ги повика граѓаните в недела да излезат на гласање и во мирна и демократска атмосфера да ја изберат новата локална власт. При тоа на пресконференција пред изборниот молк порача дека секој треба да гласа по сопствен избор, без притисоци, уцени и заплашувања. Водејќи позитивна кампања, сметам оти изградивме позитивен амбиент и предизборна клима различно од досегашните. Атмосфера во која зборуваме со граѓаните за потреби и проекти, за почит и еднаквост, рече на завршната пресконференција кандидатот за градоначалник на Кочани Николчо Илиев, кој е подржан од коалицијата на СДСМ. Затоа повикувам позитивниот амбиент пред изборите да продолжи и за време на гласањето и по него. Мирно, фер и демократски да избереме новата локална власт. Никогаш повеќе да не ни се случуваат инциденти, заплашување, списоци, подкупи. Секој нека гласа по свој избор и мислење, а Кочани го може тоа. Ние сме подготвени да ги завршиме овие избори фер и коректно. Очекуваме политичката култура и почит кон граѓанското право и од нашите противници. Нерегуларностите и тензиите не ни се потребни. Овие денови да ги поминеме така што од понеделникот да можеме пак заедно да работиме и да пиеме кафе. Илиев истакна дека сега е време да се придонесе за помирување на граѓаните и за намалување на поларизацијата на политичките партии. Почитувани сограѓани, верувам во вашиот правилен избор. Верувам дека сите сте за повеќе пари кај граѓаните. Отворена и услужна општина.
ефикасно управување со средствата и услугите. Сите сте за повисоки плати, квалитетно образование, чиста и здрава животна средина, за поддршка на младите, на спортот и културата, за подобар живот на земјоделците и на пензионерите. Убеден сум дека сите сакате подобар живот, коректен однос, соживот и мир. Ние сме подготвени да работиме за подобар живот на сите. Недела е ваш ден. На крајот од своето обраќање, Илиев им порача на граѓаните од општина Кочани дека треба да донесат правилна одлука и да гласаат за подобар живот и поубава иднина на сите. Носителот на независната листа за советници Венко Крстевски порача дека новата локална власт мора да обезбеди поголема поддршка за спортот. Исто така изрази незадоволство што другите двајца носители на листи не ја прифатиле неговата понуда за јавна дебата. Со гордост и посебна чест, последната пресконференција пред гласањето на локалните избори в недела ја организираме на местото каде што е одигран првиот фудбалски репрезентативен надпревар по самостојувањето на Македонија и каде што како домакин настапува еден од најстарите фудбалски клубови во државата. Токму поради тоа, рече носителот на независната листа за советници Венко Крстевски, сакаме да порачаме оти спортот и грижата за младите за нас е еден од главните приоритети за кои се залагаме во нашата предизборна програма. За малкумина може би ФК Осогово не значи ништо, но за кочанчани тоа е вистински бренд, традиција и символ на обединување. Како што тонеше наши кочани, така тонеше и нашиот клуб. Ситуацијата моментално е алармантна и клубот нема основни услови за екзистенција. Затоа ние, како членови на нивниот совет, ќе се заложиме градот и клубот да ги вратиме таму каде што му е местото, со подобра организација, со подобри услови за функционирање за фудбалерите и структурата во клубот, да можеме да го вратиме каде што му е местото, а тоа е првата лига, и исто така да ги организираме младинските категории подобро, за да децата спортуваат и со самото тоа имаме поздраво општество. Крстевски рече дека фудбалскиот клуб Осогово е градски клуб, па општината има должност да го помага. Бидејќи во градот не постои политичка партија, организација или институција што може преку еден викенд на било кое место да собира над 2000 луѓе публика, со самото тоа имаме и должност да му помогнеме на клубот и исто така да создадеме услови и бизнис секторот со помош да се вклучи за да успееме во нашите намери. На пресконференцијата, Крстевски го коментираше и одбивањето за учество во дебата на останатите носители на листи за советници, што тој им го предложи како можност. Одбивањето на дебата од страна на носителите на советнички листи од политичките партии е манифестација на груба партизираност, користење на празни флоскули за манипулација на гласачите и недостаток на аргументи. На крајот од обраќањето до јавноста, упати повик до гласачите да дадат поддршка на независната листа за советници, за да се остварат заложбите и идеите на младите луѓе во општина Кочани. Читање стихови од македонски книги во Ниш, Република Србија, од страна на представници од Кучани на третите поред Кочикеви динови, што се одржуваат во општина Долевац. На манифестацијата беше представена и дел од поезијата на ученичката Нада Ефремова. На покана на културно-просветното друштво Троречие од Кочане, општина Долевац, Ниш, Република Србија, чиј претседател писателот за деца Власта Ценик, Љупка и Коце Стојменови беа поканети на третите поред Кочикеви динови. На манифестацијата учествуваа и гости од Црнагора, глумецот Драгиша Симовик и писателот за деца Велимир Ралевик, а од Србија писателите Бошко Ломовик и Јасна Милинковиќ. Таму се одржа и промоција на книгата Звездена лектира од Власта Ценик, со која воедно се одбележа и 30 години од неговото творештво. На промоцијата се читаа стихови од присутните, меѓу кои на македонски јазик своји стихови прочита Коце Стојменов. Присуствувавме на промоција на книгата Звездена лектира на Власта Ценик, со што всушност се одбележа 30 години од неговото творештво. Сега на оваа манифестација
односно на оваа промоција, сите писатели кои што беа присутни и гостите зедоа збор да кажат нешто свое или да прочитаат нешто свое во чест на домаќинот, на кое што промоција Коце Стојменов прочита своји стихови. Инаку, наредниот ден зедовме учество со творби во училиштето Вук Караджич, кој што е во склопот на општина Долјевац. Учествувавме по повод детската недела, за окружувањето на детската недела во училиштето Вук Караджич, кое што се наоѓа во општина Долјевац. Поезија од Коце Стојменов прочита поезија од книгата Македонски народни умотворби од Петар Чечаров, кој што уредуваче тој, а јас имав честа пред учениците да представам дел од поезијата на Наде Ефремова од низината стихозбирка Раѓањето на песната. Инаку, во 12 часот беше централната манифестација Третите Кучичеви денови, на која што манифестација исто така Коце Стојменов прочита стихови од прередената книга за Петар Чечаров, Македонски народни умотворби, а вечерта имавме чест да присуствуваме на отварањето на Радост Европа, која што е манифестација на која што учествуваат деца од Европа и имаше представници од Македонија. Представниците од Македонија, поточно од градот Штип, културно-уметничко друштво од градот Штип, настапуваше прво, а јас пак како представник од Македонија бев поканета да прочитам стихови од Наде Ефремова, која што ги напиша токму во чест на таа манифестација, бидејќи секоја година тие имаат мото под кој што се одржува манифестацијата. Во јавната библиотека пак се одржа и јазична трибина по повод 140 години од раѓањето на Петар Кучик, на која беше доделена наградата за најдобар љубовен расказ. На манифестацијата Радоста на Европа, на која учествуваше и уметничко друштво од Штип, со стихови од Наде Ефремова, всушност беше отворена манифестацијата. Фолклорниот ансамбл Кучани заминува на дводневна турнеја во Приштина, Република Косово. Станува збор за балкански фестивал со напреварувачки карактер, на кој освен ората ќе се оценуваат и носиите и играорците. Фолклорниот ансамбл Кучани утре, сабота 14 октомври, заминува на дводневна турнеја за Приштина, Република Косово. Таму ќе настапи на балкански фестивал со напреварувачки карактер. А интересно е што на фестивалот нема да се оценуваат само кореографиите на ората, туку и носиите и играорците. Ќе учествуваме на балкански фестивал кој се одржува по втор пат во Приштина и ќе земат учество групи од балканските земји, поточно од Македонија ќе ја представуваме ние, фолклорниот ансамбл Кочани, ќе има групи од домашните од Косово, од Албанија, Србија, Бугарија, Романија. Ние ќе се представиме со 2 ора, поточно со сплет од овче поле и со лазеринки, женско оро. Станува збор за фестивал со надпреварувачки карактер, ќе се избира најдобра кореографија, најдобар играорец, најдобра играорка, најдобра носија и најдобра музика. Па мислам дека надеваме се дека од овие неколку награди не една, барем повеќе планираме да земеме, знаејќи ги нашите квалитети и нашите способности и нашите носии, и мислам дека ќе се вратиме во Кочани со награда. Манасиев додава дека и возрастната група фолклористи што функционира во овој ансамбл ќе учествува со големата група во Приштина. Во фолклорниот ансамбл Кочани членуваат и лица на возраст малку повозрастни, 40, 50, 60 години, и за прв пат еве во оваа група што ќе патува за Приштина со големата младинска група ќе има и од групата на повозрастните, или така ги викаме ние рекреативци, која фигурира и функционира во фолклорниот ансамбл Кочани, и така одеме како мешовита група и така ќе настапиме таму. Играорците се подготвуваат за овој фестивал, дополнително што учествуваат во напреварување на специфични категории.
Веќе сум член 12 години на фолклорниот ансамбл Кочани и сакам да кажам на тие што не се запишани дека треба да се запишат затоа што е многу интересно, забавно, пред се дека ќе научат многу песни, ора, дека ќе се дружиме, ќе патуваме. Меѓутоа сакам да дополнам дека утре патуваме за Приштина на фестивал со надпреварувачки карактер и мислам дека нешто ќе освоиме. Инаку во последните 2-3 години фолклористите од ансамблот Кочани се доста активни во изучување на нови кореографии и ора под раководство на нивните ментори и наставници Ристе Ѓоргиев и Јана Николова, кои што доста амбициозно влегува во раководството на ансамблот. Станува збор за ората Овчеполе, Малешевија, Малешевка, Лазаринки и Пијанец. Фолклористите до крајот на годината и следната година ги очекува уште доста турнеи и настапи во земјава и странство. Месецот на книгата во Кочани ќе биде одбележан со богата програма. Започнува на 15 октомври, а ќе трае до 15 ноември. По повод месецот на книгата 2017 година, кој се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, Библиотеката Искра од Кочани ќе реализира неколку значајни активности кои имаат за цел популаризација на книгата, како и книгата да биде достапна до идните читатели од различни возрасти. За таа цел во тек е запишувањето на праводеленчињата во библиотеката, со што сите правачиња бесплатно ќе бидат запишани како редовни членови на библиотеката. Оваа активност е согласно годишната програма за работа на библиотеката, која се вклучува во одбележување на неделата на детето и месецот на книгата. Од позначајните манифестации кои што ќе бидат реализирани во предстојниот месец на книгата е одржувањето на општинскиот надпревар Млади библиотекари, кој ќе се одржи во вторник на 17 октомври во просториите на библиотеката Искра во Кочани, а ќе учествуваат надпреварувачи од основните училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Блешево. Најуспешниот надпреварувач ќе представува општина Кочани и библиотеката Искра на предстојниот државен надпревар на млади библиотекари, што ќе се одржи во месец ноември. Кочанската библиотека во рамките на месецот на книгата ќе го реализира и традиционалниот саем на книгата, кој 10 дена ќе биде отворен во просториите на библиотеката, а излагачи се очекува да бидат 10 издавачки куќи од Македонија. Литературниот клуб Копнеш, пак кој работи во составот на библиотеката во рамките на месецот на книгата, ќе реализира литературни читања и посета на детската градинка и основните и средни училишта во Кочани и населбата Оризари. Наш мал театар е насловот на куклената представа што на 17 и 18 октомври ќе биде одиграна во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Истата е наменета за деца од 3 до 7 годишна возраст. На 17 и 18 октомври во салата на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде одиграна куклената представа Наш мал театар, која е наменета за деца од 3 до 7 години. Ќе игра во 3 термини и тоа од 9, 10 и 11 часот, а влезницата изнесува 80 динари, информираат од Центарот за култура Бели Мугри. Инаку, Наш мал театар е проект кој се родил како идеја од двајца актери, Нина Максимова и Благојче Стојанов, дипломирани актери на Факултетот за драмски уметности во Скопје, во класата на професор Зоја Бузалковска. Нивна фасцинација од мистиката на театарот на сенки започнала уште во текот на студиите на Факултетот за драмски уметности во Скопје, кога се запознале со еден од најстарите и најмистични форми на театар, турскиот театар на сенки Караѓос. Понесени од идејата да создадат театарска магија позади белиот чаршав, почнале да го создаваат нивниот свет, експериментирајќи со изразот, конкретизирајќи го стилот, создавајќи уникатни приказни и сето тоа со голема љубов и креативност. Наш мал театар е всушност мало патување кон еден свет кој наликува на оној од соништата, каде што времето и просторот се измислени и минливи, каде се е можно и каде што се што може да се замисли, може и да постои. Затоа децата или возрастните сонувачи и деца по дух најмногу уживаат во представите, затоа што перформансот кореспондира со нивната неограничена фантазија и имагинација. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжува првенството во втората лига Исток, во кое Осогово на домашен терен го пречекува Борец 1919 од Велес.
Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак повторно има пауза поради обврските на младата репрезентација до 19 години. В сабота ќе се играат надпреварите од 8-то коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на средбата со Велешки Борец 1919. Со тоа започнува серијата во која нашиот второлигаш ќе ги одмерува силите со екипите од горниот дел на табелата, откако во изминатите кола имаше катастрофално лоши резултати и губење очекувани бодови од тимовите кои се на дното. Средбата со Велешани е од голема важност за жолтосините во обидот да покажат максимум залагање и ефикасност. Оправдувањата од и во изминатите 3 кола играле добро, но немале среќа во завршницата и овој пат нема да се бројат на крајот од надпреварот. Па единствена задача ќе им биде да ја затресат противничката, а да ја сочуваат сопствената мрежа. Ваквата обврска, колку и да изгледа тешко остварлива по поразот на домашен терен од Хоризонт Турново и на гостувањето во Воландово против Победа, е единствената опција за кочанските играчи. Во моментот, Борец има 10 бода и е на 5-та позиција на табелата, додека Осогово со 7 бода подолго време го држи 7-то место. По одигрувањето на 4-то коло минатата недела пак, во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција повторно ќе има пауза. Поради обврските на младата репрезентација до 19 години, клубовите ќе одмораат, а продолжението на првенството е закажано за 29 октомври. Инаку, со високата победа на домашен терен против последно пласираната Каменица Саса, женскиот фудбалски клуб Кочани ги освои првите 3 бода и сега се наоѓа на 10-та позиција. Во следното 5-то коло ќе гостува во Куманово против Речица. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.